Добар ден! 27 епизода од Моја сторија. Веќе знаете дека сте на фреквенцијата на Македонската радио телевизија и знаете дека во наредните 55 минути заедно со нас ќе дебатирате на теми кои што ги засегаат младите луѓе. Минатата епизода обработивме една тема која што е можеби една од најголемите одлуки и дебати во животот на секој човек. Тоа беше изборот на професија. Дадовме доволно време на таа тема, убаво ја разработивме, а во следните неколку минутки ќе видите кои поенти ги издвоија нашите експерти и гости. Погледнете. Сите оние кои што завршуваат средно училиште и се пред некаков избор, добро е да направат професионална ориентација. Заради тоа што дури и оние кои што се сигурни во сопствениот избор, добиваат потврда на тоа и влегуваат во изучување на таа професија со сосема поинаква сигурност. Ние како Смартап во проектот Насочиме дефиниравме три клучни цели. Првенствено да ја подигнеме свеста за потребата за кариерното насочување кај младите, потоа да ја зголемиме задоволството, да го зголемиме задоволството кај пазарот на трудот, односно да дадеме такви кадри какви што пазарот на трудот бара, и да го зголемиме задоволството кај младите луѓе да бидат среќни со изборот на својата професија. Заклучно со 7.31.2021 речиси 22% од невработените лица кои што се на нашата евиденција се на возраст до 29 години, односно млади лица. Што се однесува од образовниот профил, најбројни се невработени лица од дипломиран економист или правници, психолози. Начинот на кој што системот те тера да изучуваш овде и да се стекнуваш со знаење на било која област, мислам дека не секогаш е начинот кој што најоптимално ќе ти помогне да ги реализираш своите соништа во овој модерен свет и особено во креативните индустрии, да. Па за родителите првиот совет би бил да има доволно финанси во секој случај, бидејќи може да трае долго студирањето на медицина, може да треба приватна специјализација и слично. Меѓутоа јас верувам дека сите родители на деца кои што одлучиле да се занимаваат со медицина се горди и од лични причини и од секако и од причина за тоа дека нивното дете ќе им помага на другите. Знаеме ли да комуницираме? Значи, по дефиниција комуникацијата е креирање и размена на информации со друг. Има повеќе видови на комуникација, но ние нема да одиме во таа насока, да го теоретизираме тоа, да го разглобуваме тоа прашање, ќе се задржиме само на најбитната работа, а тоа е дали знаеме да комуницираме. Комуникацијски вештини. Тоа е можеби едно од најважните сегменти во животот на секој човек. Кога ќе тргнеме, комуникацијски вештини, добри комуникацијски вештини се многу потребни за вработување, за огласи за работа, па да одиме понатаму за кариерата и нормално не само таму, туку и во сите други сегменти во животот. Училиште, работа, комуникација со пријатели, пред камерите, зад камерите, комуникација во јавен простор, можеби пред говорници и така натаму и така натаму. Интернетот и социјалните медиуми си направија еден мал тип на трансформација на начинот на комуникација. Ако зборуваме технички и технолошки. Но, дали разговарање со монитор, со таблет, со телефон е исто како разговарање со човек пред себе? Тоа се едни од работите кои што ќе ги дискутираме тука со нашите гости во студиото. Денеска тука со мене се Кирил Мишев, психолог, основач и претседател на Сдруженијето за психолошко советување и едукација Персона. Здраво, здраво. Лидија Таскова Попова, сертифициран обучувач на младинци и возрастни во СП развој и управување на човечки ресурси. Добар ден. Дејан Андонов, Институт за комуникацијски студии. Здраво, здраво. Здраво. И Билјана Никовска, македонист. Пред да го почнеме овој муавет околу комуникацијата, предлагам да видиме едно видео во кое што накратко сублимиравме за што ќе разговараме денеска. Погледнете и вие. Добрата комуникација е мостот што ги поврзува луѓето.
Моќна алатка на патот кон успехот, неопходна за личен и професионален развој на една млада личност. Со добра комуникација можеме да постигнеме се. Комуникацијата е размена на пораки меѓу луѓето. Тоа е процес во кој праќаме, примаме и ги модификуваме пораките. Ова разменување пораки во рамки на една мрежа со меѓусебно зависни односи овозможува директен и индиректен контакт меѓу луѓето. Добрите комуникацијски вештини не значат само разговор. Станува збор за способност на активно слушање, вештина за преведување на мислите во зборови, начин на изразување како и разбирање на соговорникот. Разговорот е само еден аспект од комуникацијата, зашто таа се остварува на многу нивоа и на многу начини. Комуникацијата едноставно не може да се избегне. Дури и кога не зборуваат, луѓето комуницираат со погледи, мимики, гестови, како и со положбата на своето тело. Оваа директна комуникација е од суштинско значење за секојдневното живење, така и за функционирање на пазарот на трудот. Па така, кај младите се провлекува проблемот на интерперсонална комуникација со други луѓе при интервјуа за работа, каде што не можат да ја изразат јасно својата мисла. Се повеќе време поминато на интернет, се помалку прочитани книги. Социјалните мрежи потполно го променија животот во 21 век, но се уште постојат дилеми дали тие имаат повеќе позитивни или негативни влијанија. Во ерата на дигиталното живење, сведоци сме на најзастапената онлайн комуникација, при што младите луѓе се повеќе комуницираат на интернет и тие не ги развиваат вештините за комуникација лице в лице. Тие се најверната публика, активно ги следат случувањата, но истовремено се и активни учесници. Како резултат на ова така наречено компјутерско дружење, директните контакти, разговори и средби очи во очи се сведоа на минимум. Воедно, употребата на социјалните медиуми прави лажна перцепција за околината, како и користење на средствата за дигитализирани емоции и видеа. Континуираното користење на социјалните мрежи од страна на младите допринесе за појава на нови зборови кои потекнуваат од англискиот јазик и кои се повеќе се прифаќаат и употребуваат во секојдневниот говор на младите. Па неминовно е да се запрашаме дали со ова се загрозува македонскиот литературен јазик или пак се збогатува со туги зборови кои се приспособуваат кон соодветниот јазик. Комуникацијата е вештина што се учи. Останува на свеста и жилбата на младиот човек да ги искористи сите можни алатки кои ќе го збогатат неговото изразување, комуницирање и делување во општеството и меѓучовечките односи. Затоа, одржувајте директни контакти и комуницирајте што повеќе. Ајде, да отвориме. Дали знаеме да комуницираме? Мора да знаеме да комуницираме, затоа што така ќе го сознаеме светот околу нас и ќе се приспособиме на него. Истовремено сакаме и да пренесеме информација, наши желби, потреби, емоции, но од друга страна сакаме и да дознаеме повеќе и да оствариме некакви односи, врски со луѓето околу нас. На почеток е тоа да воспоставиме некакви интерперсонални или комуникација, односи, но подоцна и ако сакаме да просперираме во кариерата, во работата. Сега прашањето е колку умееме со денешните можности на комуницирање, дигитализацијата, вешто да ги користиме сите лепезата од алатки што стојат на располагање, да тие да бидат во наша корист наместо штета. А што значи тоа дали знаеме? Кој има ли граница до сега не знам да комуницирам, сега веќе знам да комуницирам? Никој не се родил со вештини за ефективно читање, критичко размислување, јавно говорење. Тоа се учи нели во животот. Кога се наоѓаме во секоја нека наредна, да речеме, потешка ситуација во животот, посложена, значи учиме некои нови комуникацијски вештини. Но и покрај тоа, јас не би рекол дека не постои човек што ќе каже еве јас досега ги научив сите комуникацијски вештини, од сега натака не ми е потребно. А има скалило некој за кое што може, не знам, психолози да кажат он нема комуникацијски вештини, ово има комуникацијски вештини? Да, па не е проблем. Ајде. Да, во секој случај да, сите ние знаеме да комуницираме онака како што сме научиле до сега, но секогаш имаме можност да се подобриме во комуникацијата. Обично ние кога комуницираме и вербално, меѓутоа и со
гестикулации, со микроекспресии и така натаму. Така да целата комуникација се одвива со целото тело и со се она што на некој начин чувствуваме или сакаме да дадеме некое... Имаме на располагање. Што имаме на располагање, баш така. Да, сега доста често се случува, например, ако не она што го чувствуваме или нашата идеја што сакаме да ја кажеме или без разлика, не се искажеме на начин каде што ќе бидеме разбрани од другата страна, може ние да чувствуваме некоја фрустрација, значи да почнеме малку поинаку за себе, фрустрација или на некој начин да самодовербата да почне да ни се намалува и така натаму, заради тоа што не сме пренели онака како што сме сакале да пренесеме. Значи најбитно од се според мене во самата комуникација е битно да бидеме разбрани, меѓутоа битно е и да разбереме. Така што секогаш има можност за подобрување, има техники, методи како тоа се да го надминеме. Убаво, мислам се, јас би рекла и ова би додала, дека најдобро е да си направиме една самоанализа како ние комуницираме со другите луѓе, што чувствуваме кога кажуваме некоја идеја, дали имаме трема или се чувствуваме нелагодно кога треба да прераскажеме нешто или да дадеме некоја информација пред повеќе луѓе или пред блиски, и со самото тоа да видиме дека имаме потреба да примениме некои техники кои што можеби во моментот не ги знаеме и да можеме да ги научиме и потоа со вежбање да ги примениме и да се чувствуваме добро, да ни расте самодовербата, да бидеме разбрани и така. Јасно. Кирил, дали стравот од комуникација е реален проблем? Па, видете, стравот од комуникацијата, нажалост, во новите генерации е се почест, но гледано како да се надовразиме и да се надоградиме на тоа е со вежбање на многу принципи и техники за самодоверба, каде што едниот начинот психолошко гледано, еве како еден психолог би кажал, доколку ние се спознаеме самите себе и знаеме како да комуницираме со нашите емоции во нашето тело и јасно ја поставиме онаа здрава граница кон околината и да знаеме докаде може на другата личност нели да ни прииде, тогаш ќе воспоставиме многу подобра самоуверена комуникација и ќе знаеме како да одговориме на одредени прашања или да воспоставиме оној јавен контакт пред нели телевизија или некоја друга дебатна комуникација што се одвива. На другото прашање што би сакал од малце поназад да се надоврзам, дали е вродена или е нели стекната, јас би кажал дека од мое лично гледиште сметам дека е вродена, но секако дека и се надоградува, со тоа што овде би го спомнал и примерот од теоријата од еден многу познат психолог Ерик Ериксон, кој што работи на психосоцијалниот развој за она како ние како индивидуи се градиме од самото раѓање до самата смрт. Па нели во интерес на времето јас би одвоил само првата фаза од овој нели сегмент на Ериксон, каде што е од самото раѓање до 18-тиот месец и се базира врз доверба наспроти недоверба. Што значи овдека и зошто е многу важна? Затоа што новороденчето како главна карактеристика се става хранењето и е поврзано со надежта или главното прашање дали јас можам да му верувам на светот околу мене. Со тоа што овдека како родителот знае да ги спознае, пошто нели новороденчињата зборуваат, користат невербална комуникација. Сета таа невербална комуникација и своето мислење го пренесуваат преку најчесто плачот, нели движењата, гугањето и се. Но овдека е прашањето колку родителот знае да ги спознае, да воспостави добар однос, добра комуникација, доколку детето знае како да му се одговори навремено на потребите, на основните потреби за храна, удобност или наклонетост, тогаш тоа се претпоставува дека ќе гради во иднина подобри здрави контакти со околината, каде што нели она како да кажам, како несакани последици од недовербата е со тоа што родителот е одсутен или не ги спознава невербалните комуникации на самото дете, со тоа што детето во иднина се претпоставува дека ќе гради однос кој што е не сигурен, вознемирувачки и повлечен или изолирано, затоа што родителот може би е целосно одсутен
или не ги спознава навремено да ги удоволи по основните потреби. Па затоа Тоа дека- отприлика би значило дека ако не му одговориме соодветно неколку пати, нема да знае кој е правилниот начин да да, ќе биде врати. збунето. Така. Да. Многу интересна работа начина. Лидија, колку е личната самодоверба битен фактор на комуникацијата? Личната самодоверба е многу битна. Јас би рекла дека и самата комуникација е многу битна за успехот, затоа ја поврзувам со самодовербата. Заради тоа што ако ние искомуницираме нешто што го мислиме, некоја идеја и бидеме разбрани, значи имаме таа комуникација со другите луѓе, ги разбереме и другите луѓе. Со самото тоа нашата самодоверба расте, значи ние сме чуени, разбрани, добро сме искомуницирале, убаво сме ја пренеле идејата. И со самото тоа ние сме задоволни со она што сме го постигнале. Комуникацијата, добрата комуникација и со самодовербата поврзано, тоа е и со автоматизам не води кон успех, заради тоа што тоа е нешто што веќе сме го искусиле. Доколку ние не сме задоволни, може да се јави стрес, може фрустрација, не сме искомуницирани, не сме чуени, може да се повлечеме во себе. И со самото тоа и самодовербата паѓа. Меѓутоа и ние едноставно можда не сакаме, на некој начин се исклучуваме од околината и не веруваме во себе дека можеме да успееме или не веруваме во себе дека можеме да направиме нешто или да искомуницираме. Затоа е многу битна комуникацијата за самодовербата и со самото тоа, здравата комуникација помага да бидеме ние самите здрави, заради тоа што го намалуваме стресот, се чувствуваме добро, да. Ме интересираше на тема која што начнавте ден, се тренираат ли комуникацијски вештини? Да, секако дека се вежбаат. Сакам да се надоврзам на Лидија, не треба да постои страф и самодоверба, не самодоверба воопшто, не иска самодоверба, затоа што треба да бидеме проактивни, значи да прашуваме. Ако прашувате многу, тоа не значи дека сте глупави. Едноставно, така ја работите ќе ви стават многу појасни, ќе изградите свој некој си вредносен суд, став, мислење за работите и така сте посигурни во себе да разговарате, да дебатирате, да стапувате во комуникација со другите луѓе. Така што тоа би била една препорака. Сега во тој контекст секако дека овие работи се вежбаат и тоа се вежбаат уште од најмала возраст, да речеме може да е во градинка, основно, средно училиште, па потоа нели попрофесионално на факултет, после факултет и така натаму. Значи со самото тоа што ги ставате, да речеме младите луѓе, децата, младите луѓе во некоја реална ситуација каде што тие ќе мора да истражуваат, да се консултираат со родители, да побараат на интернет, да изгледаат некој документарец, да читаат некоја книга за да дојдат до некоја релевантна информација, ги ставате во тим да работат меѓу себе, да преговараат, да се убедуваат, да разговараат, за да донесат некаква заедничка одлука или решение на некој проблем. Па потоа тоа исто така да го презентираат пред друга група на луѓе, каде што исто така ќе бидат соочени со прашања, со и овие принципи на работа во текот на образованието се многу важни за да ја стекнат таа и самодоверба, да го изгубат тој страв, да бидат слободни во комуникацијата, да бидат проактивни, критички, да размислуваат, да ги анализираат работите. Потоа нормално постојат овие професионални школи, обуки, студии кои што ве способуваат за повисоко ниво на комуникација, за професионален комуникатор, каде што настапувате во име на организација, институција или компанија, каде што пренесувате нечии вредности, пораки, така што дополнително тоа ве охрабрува и понатаму и во подготвувањето, не знам, настапувањето на интервју за барање на работно место, правење на мотивациско писмо. Сето тоа ве гради како поцврста една личност. Тоа се, не знам, на обука се носи човек кој што знае дека има комуникацијски проблеми со комуникација или тоа едноставно го предлагате за било кој човек што сака, не знам, да се надградува или да отиде во таа насока? Па за било кој се разбира, јас не би го кажал зборот проблем ако некој не се чувствува комотен да комуницира поотворено. Сега можеме сите не сме родени да бидеме јавни говорници, нели, или за јавни настапи, затоа постојат и овие професионалци во комуникациите, во медиумите кои што настапуваат јавно во име на некоја организација, институција или компанија. Но меѓутоа може некогаш да се најдете во ситуација кога во група ќе бидете повикан да го искажете вашиот став, мислење. И тогаш исто така ќе треба да истапите со аргумент,
со емоционална нека порака или апел, да умешно да искомуницираат со групата во која што се наоѓаат. Јасно. Билјана, што е Беседи? Од каде идејата да се отвори ваков центар? Јас со години се занимавав со јазик, со македонскиот јазик, а потоа магистрирав и комуникологија и сакав никако да ги поврзам тие работи. Значи, од основното јазикот како основно средство за комуникација, нели, како нешто што е како една најспонтана алатка што ние ја добиваме со самото раѓање, а потоа е многу важна за комуникација, сакав да ја подигнам на малку повисоко ниво. Значи, од системот знаци, од код за потребен за комуникација, да прирасне во убава реч, во убав збор. Да се развијат тие вештини, значи, земаме нешто што ни е јадро, нешто што ни е вродено и почнувајќи од најмала возраст го усовршуваме. И така ги развиваме нашите вербални комуникацијски вештини. Потоа кажаа моите соговорници дека има и други начини да се усовршат сите тие комуникацијски вештини. Има многу покрај вербалните и невербалните. А инаку беседи како збор е способност за едно убаво долго говорење или свечен говор. Па оттаму и идејата и асоциацијата. Да. Инаку сакам да додадам дека една од најмоќните алатки кои што ја имаме за комуникација е јазикот, а таа спонтано ја добиваме. Значи не треба да се трудиме премногу. Способноста ја имаме вродена. И затоа што од најмала возраст треба да се почне со усовршување на оваа способност. И потоа на таа способност да се надоградуваат другите комуникацијски вештини. Од најмали, а како тоа може да се направи? Како може да се усоврши јазикот како алатка и средство за комуницирање? Со читање, изборување и пишување. Така. И поттикнување на креативното творење. Ваша обзервација во однос на младите денеска, знаат ли они да напишат мотивацијско писмо, да комуницираат правилно, да се изразат правилно, да држат долги говори? Како е вашето искуство? За сите ме интересира. Да, може. Да, вака. Искрено ќе кажам, во последно време мотивацијските писма се многу добри, можам да кажам дека има шаблони за сите млади што гледаат, така да Среќа наша. Среќа, да. Има и дипломски, магистарски готови. Да, во секој случај точно се знае што треба да се напише, што се бара и така натаму. Меѓутоа интересен е моментот каде што кога ќе се во оној дел каде што се бараат кои вештини ги знаете или ги поседувате. До сега, значи, сите ги наведуваат комуникацијски, презентацијски, не знам, организацијски, сите вештини само ги пишуваат, меѓутоа не сум сигурна дали стварно сметаат дека ги поседуваат или не. Заради тоа што кога ќе дојдат на интервју, веќе наидувам на нешто сосема друго, каде што се гледа дека има трема, каде што не се искажува во целост она за што дошол, нели, како било. Значи, има таа трема, постои, така да тие комуникацијски вештини само наведени, јас би рекла дека треба да се надградат со нешто друго, да научат некои вештини, техники, каде што ќе можат искрено, јасно, гласно да си кажат што сакаат, што им е работата, како сметаат, зошто би сакале да бидат вработени во фирмата и така натаму. Така да, тоа би го рекла јас од моето искуство до сегашно. Памти го зборот. Точно на ова имаме направена анкета да видиме дали младите знаат да комуницираат и дали имаат проблеми и со што се соочуваат. После тоа продолжуваме. Да видиме. Здраво, јас сум Сара. Комуникацијата е широк поим, да видиме што мислат младите на оваа тема. Колку често обрнаш внимание на правописот и говорот во интернет комуникацијата? Се обидувам да обрнам внимание на тоа почесто, но со оглед на тоа дека најчесто социјални мрежи побрзо зборувам, сакам пократко да е, не го запазвам правописот или зборувањето толку.
Дефинитивно, да. Да, обрнувам, особено на Твитер, каде што е Твитер заедницата и каде што се договорени практично сите што се Твитер корисници да се користи кирилица и да се користи колку што може правописот. Ако зборам со некој на моја возраст, не обрнувам толку многу, ама ако зборам со некој повозрастен, ако треба да одговорам на мејл некој, тогаш да. Онлайн комуникација или со физичко присуство, како ви е полесно? Со физичко присуство. Двете е полесно, ама побаво е со физичко присуство. Дефинитивно со физичко присуство ми е полесно. Физичко присуство. Онлайн ми е полесно со онлайн комуникација. И едното и другото, мислам дека во денешно време повеќе онлайн е полесно, меѓутоа мислам дека и двете се потребни. Кои апликации најчесто ги користите за комуникација? Најчесто Instagram и понекогаш WhatsApp. Facebook. Viber, WhatsApp. Instagram. Instagram, Messenger. Дали имате потенцијал за јавно говорење? Мислам не. Да. Не сум пробал, ама мислам дека имам. Да. Па скромно ќе кажам дека можам да се подобрам, но мислам дека имам. Кога би имале можност за добра работна позиција, како би се презентирале пред компанија? Па се разбира со се најдобро. И сите мои општи карактеристики кои што ги поседувам, нели, како индивидуум. Млад, ентузијазам. Би дал се од себе, би се презентирал како самиот јас. На највисоко можно ниво. Би се презентирала како комуникативна личност, не знам, отворена кон креативни некои предизвици, така. Ајде, Билјана, после прилогов, Да, што ќе кажем? често знаеме да бидеме многу сурови со младите и да кажем па тие не знаат да комуницираат. Меѓутоа ти Горас на самиот почеток кажа што е тоа комуникација. Значи комуникација е испраќање на порака или испраќање размена на информации. Има испраќач и има примач и потребен е некаков медиум. Младите значи има испраќач од едната страна, има примач и имаат медиум. Тука конкретно се зборуваше за социјалните мрежи. Значи комуникација постои. Тие на некој начин комуницираат и си се разбираат на своето ниво. Значи ние не само младите, ние што не сме од таа генерација или постари, можеби нема да можат да разберат и некои други кои што комуницираат. Јас нема да разберам двајца лекари кога комуницираат. Кога пишуваат поготово. Или кога пишуваат. Тоа ни они не го разбираат. Да. Секогаш имаме комуникација кога има размена на некоја информација. Проблемот е во вештините и проблемот е според мене контекстот. Дали соодветните знаци, средства, вербални или невербални што се користат, дали се употребени во соодветен контекст. Јазикот е повеќеслоен. Значи има различни стилови. Има во публицистичкиот има новинарски подстил, има административен, има уметнички, така потоа имаме и диалекти, социолекти, диалекти и сето тоа е дел од јазикот. И се тоа дозволено и одлично што постои. А се смени ли јазикот на младите? Во моментов младите што комуницираат, начинот на комуникација, сменет ли од претходно, да речем? Па секако дека е сменат. Секоја генерација има нов начин на комуницирање. Да, и добро, имаат некој нив, да речеме, нов жаргон, кој што различни нели генерации можат помалку или повеќе да го разберат. Во неформалната комуникација можеби не е толку страшно ако се допишуваат и со емикони, со знаци, со замена на нели на букви, на цели зборови. Но меѓутоа, кога стапуваат во некаква поформална комуникација, дали се нели на интервју, дали пишуваат мотивацијско писмо, дали презентираат јавно, тогаш треба се почитува стандардниот литературен јазик. Правописот, збороредот, интерпунктиските знаци. Значи, И особено, извини, ќе те прекинам, и особено стилот. Значи, дали во тој контекст стилот кој што се користи е соодветен? А добро, да, не само влијаше ли точно на оваа тема која што дискутирате, пандемијата што се случи? Или тоа си бе некако, не знам, си доаѓа само по себе? Па повеќе ги истакна можностите кои што ги даваат дигиталните алатки, да речеме. Значи, тие имаат и предности и недостатоци. Сега во пандемијата, значи оние кои што работат со нив повеќе ги користат,
да речеме можеби полесно им беше да се снајдат во цела таа ситуација. Оние кои што се плашат од дигиталните алатки, се плашат да ги користат, тие им беше многу посложено да се снајдат во цела ситуација. Но меѓутоа сега има и позитивни и негативни страни. Позитивните се што конкретно на младите луѓе оваа дигитализација им овозможува полесно да дојдат до формално образование, програми за доживотно учење, обуки од реномирани универзитети, професори, значи учење на далечина, можат да полесно да бараат работа не само во државата, надвор од државата, да воспоставуваат контакти со истоимисленици, да градат некакви професионални врски со луѓе надвор од државата, или пак едноставно да полесно си комуницираат со пријателите, роднините што им живеат надвор од Македонија. Но меѓутоа од друга страна треба секако да бидат свесни за ризиците кои што постојат, заштитата на приватноста, на социјалните мрежи, можноста да бидат плен на пропаганда, на маркетинг, на ергени. Тука секогаш е во прашање она критичкото расудување, размислување. Зошто оваа порака стигнала до мене? Зошто токму јас? И меѓутоа тие вештини што треба во текот на животот да ги совладуваат, постојано да се трудат да се информираат од повеќе извори, од работите малку подлабински да ги размислуваат, да се запрашуваат зошто е тоа така, зошто е нешто вака, не е така, за да дојдат до некаков одговор. Дури не е ни проблем ако најдат на спротиставени информации. Сепак на крајот, нели ќе решат како ќе биде нивниот став, нивното мислење врска со Повели? Со малце контра спротивните и негативните аспекти кои што доста влијат на психолошкиот и менталниот развој на младите. Читаш мисли, само што да, кои што нели со затварање на пандемијата, нажалост, ние се префрливме целосно онлайн, каде што ние знаеме сите по култура колку ние сме слободни и комуникативни личности, особено нашите млади кои што излегува, има комуникација претходно, но на жал во целосното ова затварање таа комуникација се прекина. Единствениот извор кој што тие го има како ќе го земам училиштето, им беше скратен, значи имаше генерации кои што сега започнува и баш во пандемијата не ги знаат своите другарчиња, немаат остварено оној физички контакт, каде што доста им влијаеше на нарушување на нивната самодоверба и на нивното психолошко емоционално спознавање, што значи дека од друга страна ние имаме позитивен став и гледиште кон дигитализацијата, каде све ни е на дофат и све е при рака, но исто така го имаме и оној начин каде што влијае негативно со нарушување на многу, затоа што ние сме научени на социјалните мрежи да ставаме многу добро филтри, кажано, затоа што колку нас ни е све прекрасно во животот и колку све шарено, а додека во реалниот живот можеби јас поминувам низ депресивна фаза или на осаменост, каде што овдека младите не се свесни што им се случува во реалниот живот. Со тоа што многу истражување има докажано и од тоа што јас го имав истражувано, дека младите на возраст од 16 години до 25 години имаат висок левел на нарцисоидност и намалена самодоверба и нарушена благосостојба. Зошто е тоа така? Затоа што секоја млада личност го доживува трауматски начинот на одследување од социјалните мрежи, например губење на Инстаграм пријател. Кога ќе постираат слика, колку лајкови, колку коментари. Што значи овдека тоа? Дека веднаш се запрашува дали нешто не е во ред со мене, дали луѓето околу мене ме сакаат, дали мојот Инстаграм профил или Фејсбук паѓа надоле, поготово со новата TikTok апликација, каде што гледаме разни видеа, но едно треба да бидат свесни младите, дека ние не сме Америка, каде што таму работат тимови позади тие видеа, значи работат цели продукции, што е само мал дел прикажан. Кај нас, нажалост, го нема тоа, затоа што ние живееме во друго општество, ние по култура сме други. Што исто така, се извинувам поради маските, но тоа е тоа, што нели социјалните мрежи доста ни влијат на нашиот психоемотивен развој. Со тоа што ние треба да знаеме како да се заштитиме, како да поставиме на што ќе веруваме, на што нема да веруваме, затоа што во денешно време доста е познат и булингот и злоупотребата на социјалните мрежи, каде што младите често знаат да употребат и негативен жаргон или
диалог, што несвесно можеби би повредил друга личност која што не знаеме како ќе реагира во тој момент. Со тоа што доведува да знаеме како да се справиме со тие емоции, да работиме на доброто спознавање на нашето. Затоа што исто така на социјалните мрежи се прикажуваат доста луксузни места, промоција на луксузни брендови, патување и многу други работи. Што тоа сето влијае на кога ќе дојде во реалниот свет, ние немаме механизми за справување со стресот и со анксиозноста, каде што ги немаме ние социјални. Знаете, но претходно јас сега ќе се навратам во наша генерација, каде што ние вежбавме кога ќе идеме на состанок или поново дейт, оно препотувањето па да се запознаеме, како сте, што да вежбате говори, сега го нема, сега е само со еден свртете десно клик и све на профил, кога ќе дојдат во контакт не знаат како да комуницираат. Се си знаат. Значи, тоа е тоа тука што треба да се работи и нажалост ќе нагласам дека позитивните постојат, но треба да обрнеме на негативните затоа што тие се тие што ни го попречуваат да ги извршуваме секојдневните обврски во секојдневниот живот. Така. Таман сме за прилог сега, направивме еден прилог кој што си го нарековме ние пораки за комуникација. Да го погледнеме и да го продискутираме точно за оваа тема. Кој е главниот проблем на јазичната комуникација? Недостатокот на интерес за читање, раскажување и творење. Од децата, но и од возрастните, се поретко се бара да раскажуваат и да прираскажуваат и усно и писмено. Денес, се повеќе се комуницира со куси пораки и скратеници, најчесто преку социјалните медиуми и се помалку лице в лице. Што се случи со точното прецизно, усно и писмено изразување? За поефикасна устна и писмена комуникација потребни ни се јазичните комуникацијски вештини. Учиме писмено и устно изразување, да читаме и да раскажуваме приказни, да го збогатиме речникот на зборови и да ја развиеме креативната и критичката мисла. Да се запознаеме одблиску со функционалните стилови на лингвостилистиката и литературната стилистика. Една приказна, различни воздишки. Слушаме, зборуваме, читаме, пишуваме, се изразуваме. Културолошки свесно да комуницираме. Да научиме како да користиме вистински зборови, во вистинска смисла и ситуација, на вистински начин, во вистинско време, за да се изразиме себе си и да ги разбереме другите. Колку е важно да не се прекине пишувањето и книгата? Многу е важно. Па добро. Зошто е важно? Затоа што кога читаме, го усвојуваме системот од знаци кој што потоа ни е потребен, ја усовршуваме работата со алатката која што ни е една од основните за комуницирање, јазикот. Исто така, учиме и некои повисоки функции на јазикот. Метафизичка, поетска и така натаму, нели? Бидејќи јазикот има основна функција да се разбере и да принеси информација, меѓутоа исто така и има функција да принеси да постигне одредена естетска димензија. Тоа се веќе вештини на користење на јазикот. Исто така, не само што треба да се чита, туку мислам дека треба од најрана возраст децата да се поттикнуваат да раскажуваат. Односно, она што ќе го прочитаат или она што на малите деца, родителите и возрастните ќе им го прочитаат, да бараат одговори од нив, да бараат мислења. Да не бидат само пасивни примачи на пораките. И на крајот да се поттикнуваат од најмала возраст креативно да творат, креативно да го користат јазикот. Како? На тој начин што ќе измислуваат своји приказни, ќе пишуваат своји приказни или дневници, во зависност од возраста ќе биде тоа различна форма. Лидија, како изгледаат обуките за комуникација? Колку траат, колку
колку брзо може да се стане оратор светски? Да. Обуките за комуникација се, да кажеме, сведени на достапни за сите. Тоа се 6 сата обуки за комуникација, каде што сите техники преку практични примери самите ги, да речеме, ги осознаваат, ги практикуваат. Меѓутоа понатаму со тие алатки си одат дома, да речеме, или веќе се дома сега со онлайн обукиве, и истите преку вежбање може да ги постигнат. На начин на кој што би било не сите одеднаш, меѓутоа една прво ја вежбаме со семејството, не знам како да се искажеме, како чувствата, како да кажеме јасно гласно што сакаме, како да поставиме прашање кога нешто не ни е јасно. Значи тоа се начини кои што ни подобруваат нашата комуникација со другите, меѓутоа и со самите себе. Од 6 часовни, да речеме, или 2 пати неделно по 3 часа или 6 часа, да има како се учи за како да се стигне до одличен оратор и некој што воопшто нема, како да кажеме, способности за оратор, тоа се веќе и може да биде до некои 3 до 6 месеци. Меѓутоа, секој може да научи да комуницира на еден подобар начин, еден правилен начин, кој што е добро за себе, за другиот, за околината и на еден здрав начин. Меѓутоа, за да биде одличен презентер и одличен оратор, и тоа може да го направи, без разлика дали воопшто држал говор некогаш или никогаш. Се повеќе, не се повеќе, мислам дека немам прочитан оглас за работа кај што вика добри комуникацијски вештини. Зошто е толку ли е битно и програмер да има добри комуникацијски вештини? Едноставно е затоа што тоа доведува до поголема продуктивност и ефективност на работењето на организацијата. Се почесто сега и девиностите барат умствена работа. Тоа вклучува добри устни и пишани комуникацијски вештини за луѓето меѓу себе, интерперсонална комуникација, да соработуваат, да носат одлуки. Понатаму, веќе сите организации очекуваат дека нивните вработени ќе работат во некакви тимови. За во тимот исто така е потребни вакви комуникацијски вештини. И сега некои дури вложуваат во тоа, значи прават обуки, ги доедуцираат вработените, но би било полесно ако веќе ги имаат тие стекнато вештини уште при самото вработување. И последно е употребата на технологијата, на иновативните комуникацијски технологии. Значи се повеќе се очекува преку мобилен да се работи, таблет, лаптоп, користење умење да се менаџира со социјалните мрежи. И тоа едноставно го наложуваат новите трендови во развојот на индустријата. Без разлика во која дејност, може да е мобилна технологија, и трговија, и градежништво. Според вас, јавен настап е уживање или стрес, трема? Како го класифицирате тоа? Треба да се убие таа трема. Да. Има едно истражување, го кажувам често, во Америка направено, да врз основа на некои статистики, сега точно бројките не ги знам, меѓутоа повеќето од луѓето што ги испрашале, да еве 10 да се, 9 повеќе се плашат од јавно говорење отколку од смрт. Сега тоа е баш она истражување, така да еве од 10. Да. Меѓутоа сакам да кажам дека таа трема си има во позадина нешто друго, можда станува збор за некоја несигурност, за со самиот себе, како да кажам, треба да надмине некои работи, некои стравови, се надминуваат без проблем. Така да, после тоа е стварно уживање. Јас, например, кај мене го имам осетено тоа за стендап и кога правев, доколку го знам материјалот, тоа е уживање. Доколку не сум сигурен во материјалот, тогаш тоа веќе е агонија. И нема измеѓу опција. Потребна е добра подготвеност и владење на тоа што сакате да го кажете, и да не се толку оптеретувате со таа нервоза, со таа трема, туку повеќе со тоа што сакате да го кажете. Лесно е да се каже, оди направи го. Постојат голем број методи и техники, меѓутоа 4 главни принципи дека треба да знаеш што сакаш да кажеш, имаш некаква намера, некаква цел тоа да го кажеш. Потоа треба да го аргументираш добро со факти, статистика, не премногу бројки, да испратиш некакви емотивни апели, пораки, бидејќи луѓето тие повеќе ги примаат, полесно ќе те разберат на тој начин, да зборуваш јасно, кратко, концузно, литературно, и на крајот добро се познаваш публиката, луѓето кон кои што се обраќаш, да знаеш како да им го соопштиш тоа што сакаш да им го пренесеш. Кирил, колку овие работи, овој стрес може да се сузбие, односно да се надмине преку психолошко советување?
Па, доста многу може, значи пред се овдека треба да се посети, еве препорачувам и ги охрабрувам младите да посетуваат психотерапија, значи каде професионалци, лиценцирани психолози или психотерапевти, затоа што е многу важно на кој начин ќе градат, затоа што како што кажа и колегите, можеби да доаѓаат до некоја травма или стрес кој што личноста се води во сега и овде и се спознава да се зајакната оние баш вештини на емоционална интелигенција кои што се 5 компоненти за самопочет, внатрешна мотивација, емпатија, почитување и пак ќе кажам комуникацијските вештини како тимска работа и сите тие други работи, што многу важно е исто техниката за дишење и лично мене што ми помогнало во надминувањето на тремата како нели да излезеш и да зборуваш е дебатните клубови кои што беа претходно, верувам дека и се уште ги има, организирано од Младински образовен форум, каде што се организира на целата територија од Македонија и се имаше такмичење каде што одевме истражувавме претходно теми, па ако влезеш во финале и обработуваш тема која што не е спозната, па овдека целиот тим ти помага, организирано сите тие вештини кои што се потребни за комуникација. Исто така ги охрабрува младите каде што најмногу помага е Erasmus Plus проектите, каде што се едно неформално образование кое што доста помага во изградување на тајм менеджмент, нели одговорноста на македонски доколку би го превеле, презентацијски вештини, тимска работа, креативност, затоа што градите во безбедна средина, каде што не сте осудени, а имате луѓе од целиот свет каде што може да спознаете различни мислења и идеи, да го споделите исто и вашето мислење и вашите идеи. Како убаво го срочи ова со Erasmus Plus, да ти кажем право, 2 пати имавме тема, односно за старата и за новата програма, и точно една од точните поентите беше тоа. До сите прашања ме интересира, освен нели специализираните центри, домашното обкружување влие ли на тоа човек какви комуникацијски вештини има? Да, влие многу според истражувања, секако дека влие. Доколку растеме и се развиваме во семејство, и не само семејството, ама веќе кога за тоа станува збор и околината, доколку добиваме ние поттик, поддршка, доколку нашето мислење се уважува во семејството, независно тоа колку години имаме, нели? Доколку се поставуваат прашања, доколку не оставаат да комуницираме, да се искажеме и така натаму, во тој случај ние се градиме во една личност со самодоверба. Доста често ја спомнам самодовербата, ама многу е битна. Така да. Врти. Па самодоверба, да. Да, меѓутоа тоа Јас идеја со фризурија што да правим. Да, придонесува кон градење на една здрава личност која што нема трема, нема срам да се искаже, нема срам да си ги каже идеите и така натаму. Воспротивно, тогаш може да се повлече во себе, може да се осети дека не е доволно добар или добра, ни за комуникација, ни за успеси, така да со текот на време ќе треба некои други работи, дали да се тоа терапии, коучинг сесии, обуки, да може да го надмине сето тоа. Так. Да. Еден мој колега викаше, и се уште вика и тврди за еден наш пејач, вика, он нема глас, ама нема ни срам. И така. Билјана, која е вашата порака до младите? Да читаат и еве вака кога ќе се сретнат на кафе, во парк или каде било, кога разговараат, да си разменуваат мислење за тоа што го прочитале. Еве тоа да биде еден дел од нивната комуникација. Так. Дејан, која е вашата порака до родителите на тие млади кои што имаат, да речеме, проблем со комуникацијата или немаат развиено големи... Едноставно да комуницираат и да ги охрабруваат да бидат љубопитни. Значи да истражуваат и да што е можно повеќе да се извлече нивното мислење за некои работи, едноставно да ги пуштат во реалните ситуации, да се снаоѓаат и за тоа отворено да зборуваат, да разговараат. Лидија, порака? До младите. До младите, да. Порака до младите е... До бабите да не испадне, знаеме за нив. Да, затоа реков да не удим. Да ги спомнеме и нив. Да. Значи, пораката до младите е да доколку се најдат во ситуација, еве, каде што се чувствуваат несигурни или било како, најлесно е
да се почне комуникација со поставување прашање. Поставете прашање за тема, евентуално што сметате дека другата личност би била многу заинтересирана да зборува, па потоа поставете уште едно, така што полека ќе влезете во процесот на една комуникација. Тоа е за доколку се наоѓате во таква ситуација. И после другиот ќе рече, море, човекот му утепа од прашања, цело време нешто прашува. Да. Кирил, ќе завршиме со тебе до младите, но и до фамилијата. Па, пред себе ќе почнам до фамилијата, значи што е најпотребно за еден родител да му овозможи на детето е разбирање, поддршка и љубов, затоа што доколку ќе добива на неосудувачки, на безбеден начин, детето ќе изгради многу по-безбедна средина и со самодоверба, каде ќе воспоставува подобри контакти. Исто така на младите им препорачувам да бидат автентични, своји, да истражуваат, да работат на себе, да не земаат, еве по старо кажано, све за готово, него да не им влијат негативните коментари, затоа што на крај би завршил со реченицата јазикот е моја граница, а границата на мојот јазик е мојот свет. Со тоа би завршил. Благодарам. Ви благодарам на сите за денешното гостување. Почитувани гледачи, драги мои, пред да ја одјавиме емисијата, да ви потсетам дека се уште трае гласањето за млад европски амбасадор. Се што треба да направите е да отидете на веб страницата webalkans.eu и да ги дадете своите 5 гласа за вашите омилени кандидати за европски амбасадори. Следната недела темата ни е Европската зелена агенда. Ја спомнавме пред некоја емисија, тоа е една од битните работи за кои што се залага Европската унија. Ќе разговараме и ќе видиме подлабински со што се бави. До тогаш останете во добро здравје, уживајте, утре правиме роден ден, 30 години Македонија. Неработен ден е, поминете го со фамилијата, поминете го со многу скара и се надевам многу салата. Довидување, добра ноќ, се гледаме во вторник.